Му ставија лисици на рацете откако самиот одлучи да се врати во Македонија. Со капа, очила, насмеан и со шал во рацете, поранешниот вице-премиер Артан Груби рано утринава во 6 часот и 10 минути беше уапсен од полицијата на граничниот премин Блаце. Денеска во 6 часот и 10 минути на граничниот премин Блаце на влез во државата од слобода е лишен Артан Груби, кој беше баран со меѓународна потерница за истрага за сторено кривично дело. Груби од граничниот премин Блаце веднаш е спроведен во притвор во Шутка. Претходно му беше изречена мерка притвор од 30 дена во отсуство, додека беше во бегство. Во декември 2024 година ја напушти Македонија и замина во Косово, непосредно пред обвинителството да го отвори случајот. Неговата последна јавна комуникација беше статус на Facebook на 15 декември 2024 година. Почитувани, денес отпатував за приватна посета. Ве молам, не клеветете и не шпекулирајте. Патував со моите документи и моето лично политичко обезбедување е информирано. Штом ги завршам обврските, ќе се вратам дома кај семејството. Груби се сомничи за злоупотреба на службената положба, бидејќи председавал со владина седница во моментот кога владата ја задолжила државната лотарија да набави ВЛТ терминали за самостојно организирање електронски игри на среќа. До сега нема поднесено обвинение против него за овој случај, ниту има информации до каде е постапката. Освен Груби, осомничен во овој предмет е и Прпарин Бајрами, поранешен председател на управниот одбор и поранешен генерален директор на државна лотарија, и тој е во бегство. Исто така, Груби заедно со судијата Енвер Беџети беше ставен на црната листа на САД поради вмешаност во значителна корупција, политички влијанија и обиди за дискредитирање на судството. Образложението е дека примале подкуп за да влијаат врз судски процеси поврзани со кривичната пријава против поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков.